Нешто што ми го одлече вниманието, а тоа што и балансија што го спомна директорката, значи предвидени вработувања за 4 македонци. И јас лично и ние по партија се залагаме за вработување само за основа на стручност и компетентност. Сметам дека ова е дискриминација, за да биде дискриминацијата поголема, сакам да укажам на недостатоци баш на таа методологија, врз основа на која се врши распределката на новите работни места според етничката припадност. Директорката сигурно е запознаена, значи не знам дали го воочува проблемот и недостатокот на оваа онлайн алатка, ама ќе пробам да објаснам. Значи, во делот кај што стои вработени, моментално вработени, пишува 13 македонци. Се земаат во предвид податоците од пописот на населението од 2002 година, значи процесуалната застава. И лично јас пробав да видам како функционира тој балансен калкулатор. При промена на бројката, значи на моментално вработени, калкулаторот воопшто не дава промени кај лицата кои што се вработуваат од етничката припадност, што значи дека и на моментално 1000 вработени хипотетички во детската градинка Весели Светови, со тој калкулатор сите наредни вработувања до 11-тото ќе ги дава за македонци. Кога горе, значи во овој дел број на нови вработувања, ќе се внесе бројката 11, тогаш калкулаторот ќе покаже вработување за едно лице од ромската заедница. Што значи при предвидување на нови вработувања под 11, значи 10, 9 па се до 1, секогаш како нови места ќе ги дава за македонци новите вработувања. Јас лично сметам дека ова е недостаток на оваа алатка што е содржана во методологијата. Тоа треба да се промени, за да не се доведеме во ситуација во јавните институции да ги правиме тактички, значи етнички чисти и да се вработуваат. Пример, овде во Делчево се македонци, во некои други средини, пример Струга, Тетово, не знам, се албанци. Пример ќе ја земам македонска каменица. Во македонска каменица следна наредна етничка заедница, по доминантност е српската заедница. Таму во јавните институции, според тој балансен калкулатор, значи треба најмногу да се отворат 73 работни места за да влезе еден србин. Тука исто. Значи треба најмногу да се отворат 11 работни места во институцијата за да добиеме работно место кој што би го припаѓало според тој калкулатор на лице од друга етничка заедница. Еве апелирам, мисля дека тука ќе биде и градоначалникот. Сакам да апелирам да го извести Министерството за информатичко општество и администрација за овој недостаток на оваа онлайн алатка, се со цел за некој нареден пат, следен период во иднина, да не се доведеме во ситуација да го дискутираме овде начелото на правичност, како што гледаме, значи не може оваа онлайн алатка не дозволува оваа начело да се применува во целост. Благодарам. Почитувана советничке, мислам дека прашањето ги е на место, меѓутоа, како што кажавте, вие од Левица се залагате за тоа и еве, како Левица малку повисоко заложете се директно во Министерството за информатичко општество и мене ќе ми биде драго, затоа што е очигледно е дека е така. Се согласувам со вас, меѓутоа нешто што работи како алатка на ниво на државна институција, на министерство, ние лично од овдека не можеме да го промениме. Можеме само некои ситни сугестии кои ќе не повикаат, кои ќе побараат мислење од нас како установа да им дадеме, да го ред, меѓутоа конкретно барање. Еве, искористете го правото од повисоките инстанции, штом се залагате за тоа, мислам дека ќе можете да промените нешто, инаку се дотогаш ние мораме како установа да се држиме до методологија за планирање на вработувањата во јавниот сектор, согласно начело за соодветна и правична застапеност. Тоа е документ кој што е донесен, балансерот е со еден клик на компјутерот, се надевам дека ви е јасно, сте пробали и вие, кога нештото малку од погоре ќе се променат, се надам. Инаку, за ваша информација, не знам колку сте информирани, детската градинка е установа каде што има најголем број роми вработени на работа. Значи, по било кој остав. Не знам колку сте запознаени со тоа, нашите брати се широм отворени, имаме и воспитувач ром,
Така да не сме со предрасуди, ако мислите нешто во тој дел дека ние, еве како установа, можеме нешто да направиме. Благодарам. Благодариме. Говорите. Како реплика? Да, добро. Директорке, точно е тоа што го кажете, заметката не е до вас, мене ми е јасно дека вие мора да ги почитувате прописите кои што важат, значи оваа методологија конкретно од 2016 година стапила на сила и секако дека вие треба да ја почитувате, наспротивно актот што ќе го донесете ќе ви биде незаконски, мене тоа ми е јасно. Вас заради тоа го помнам градоначалникот, бидејќи тоа е областен субјект, значи на локалната самоуправа од општината, бидејќи тој контролира законитоста на прописите кои што ги донесува Советот. Мојот апел беше до градоначалникот, мене ми е кристално јасно дека вие сами, па и јас тука како советник не можеме ништо да сменим. За да не значи, само се надовзна во однос на балансерот, потполно право и колешката, јас пред 3 години кога бев во кабинетот на министрот Безесов, ова прашање беше подигнано баш на повисоко ниво и консултацијата беше од двете страни и од носителите на тој закон и од СДСМ со коалицијата, заедничко се одбои дека тој балансер веќе изживеа и дека исто треба да биде променет затоа што веќе не е позитивна пракса, туку носи само штета. Меѓутоа остана вака отворено прашањето без да се чепне тоа прашање да се реши и морам да ви кажам дека навистина во однос на ромската етничка заедница носи огромни штети при работувањето во јавната и во администрација. И ако нешто треба да се заложиме, барем и ние, како што има и други партии кои што го поддржат тоа прашање, ќе биде точно балансерот, затоа што навистина, како што реков, носи огромна штета по однос на нашето работување. Сега, знам дека балансерот го одредува неравноправно, и ако беше со таа намера, во моментот при работувањето во јавните установи и во другите државни институции во администрација, ќе мораме јас, лично како советник кој што главно пара, ако коалиционен партнер ќе да залага ако не повеќе во општината при работувањето да се најде начин за да може ромската заедница барем колку толку да се работува по тие институции. Не реков дека нема, меѓутоа ако се земе на ниво на држава, ромската заедница во однос на застапеноста во државната администрација е 0,57, а треба да биде поствари 1,70 нешто се ги извинете, а треба да биде 2,70. Така да, во однос на тоа прашање, јас ќе бидете сигурни дека заложени за однос на работувањето по тие институција, однос на балансерот се согласувам рекол и би било добро подршката од сите вас. Од локално па на централно ниво. Дали некој друг вас? Реплика само на колегата. Ова може многу лесно да се реши, колега, само кога би се земале во предвид и моменталните вработувања. Не знам како е направена таа онлайн алатка, ама ќе зема во предвид само ново предвидените вработувања. И таа бројка тука е проблематична. Доколку калкулаторот ја смета и бројката на моментално вработени во јавната институција, тогаш ќе има многу поголем баланс и тој балансер, значи не е сигурно донесен за нешто лошо, мислам за раздор или било што. Едноставно само треба да се направи нов алгоритам за да ги засметува и моментално вработените и сметам дека ќе биде сева. Не се како да навлегувам во делот на методологијата, јас знам од кои причини е донесен балансерот и разговаравме со тие носителите, баш иницијаторите на тој балансер и самите рекоа дека е веќе изживеа. На почетокот беше позитивна пракса, сега е веќе негативна пракса и не би сакал да навлегувам во тоа. Знам дека треба да биде сметнат. И во тоа имаше согласност, меѓутоа имаме застој од 4 години, така што оваа прашање е затворено. Не знам од кои причини, не знам дека таму, меѓутоа јас пробам да најдеме начин да тоа прашање биде повторно отворено да се реши, затоа што, како што реков на почетокот, да мисле носи штета. Однос на нас. Благодарам. Дали некој друг разговор? Бидејќи никој нема разговор, заклучувам расправата по точката број 13 и истата ја ставам на гласање. Кој е за усвојување на измените на годишен план за вработување на општинската јавна установа детска градинка Весели Цветови Делчево за 2022 година со заклучено усвојување? Кој е против? 6. Констатирам дека е усвоена точката 7.13, односно усвоени се измените на годишниот план за вработување во вашата установа со 8 гласа за и 6 против.